Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, зошто, бидејќи во наредните 60 на минути, и ви јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва политичко интервју, трае некаде 65 до 70 минути. Моја сугестија, а ретко ви давам сугестии, изгледате во интервјуто до крај. Ќе ви биде јасно се што ќе се случува во наредни 10-15 години во Република Македонија. Се отворени клучни прашања, се отворени клучни теми, многу малку интервјуа кои ги правам во текот на една календарска телевизиска сезона. Јас уживам во тие интервјуа, во ова интервјуа уживав, многу работи се кажени, има и хумор, има и провокативни прашања, има поенти што ќе се случува во наредниот период. 65-70 минути, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Добар ден, Иво Величковски. Не сме се видели одамна. Некако посериозен мака ми делувате. Се надевам дека сте во право. Како Андов од млади денови, така ми личите, ми заликувате помалце. Не сум ги видел сликите од младоста негови. Како не сте ги виделе? Дете на Андов ве форсираше Андов. Мали Андов ве нарекува, ве вика, а не сте виделе фотографии. Па многу работи сум слушнал за себе, па после се видело дека не биле така. Оставам времето да покаже. Како стоите сега со Стојан Андов? Имате комуникација? Па немаме. Не е довела политиката во комуникација во моментот. Како не бе донела? Вие сте биле наследник или бевте наследник на Стојан Андов. Бевте начело на една партија која се нарекуваше партија на Стојан Андов, и во еден временски период, како Тома Николич и Александар Вучич, ви се раздвојуват патиштата. Едни во Крагујева завршува, веројатно Андов завршува доле Дојран или каде завршува, вие во Скопје партијата ја нема. Јас во моментот кога поднесов оставка, ја поднесов од принципиелни причини, затоа што не сакав да бидам дел од процес на поддршка само на некоја влада или, да кажеме, на некоја движење во тој момент. Она што беше коректно да се заврши, секако беше завршено како политички обврски. Останатото беше оставено на тие кои што сакаат да продолжат по тој пат. Не сте сакале да поддржат одредена влада, ма која е суштината на партијата? Суштината не на партија да победи на избори, да формира влада или да биде дел на владина коалиција. Вие сте напуштиле челната функција на партијата, бидејќи не сте сакале да поддржите одредена влада. Станува збор за политика, не. Вие сте невладина организација или бевте невладина организација или бевте политичка партија? Ако сте политичка партија, борбата во наводници на секоја политичка партија да дојде на власт. Така е, но во еден момент, ако дозволите, согласно тие резултати кои биле постигнати, јас сум сметал дека вината е моја за самостоен настап и слично. Од денешен аспект не ќе да биде така беше. И втората опција е одредена политичка структура да биде вечно во опозиција, тип на политички партии кој Војслав Шешел, ука-бука да се прави, а власта стално да им дава или тендер или пари, за да можат, нели, да бидат наплатени, да бидат обезбедени за наредни 5 генерации. Имаме примери у Македонија, можеби министерот за опозиција има таква роља, можеби Апасиев има таква роља како Шешел, ќе видиме, ќе покаже времето. Многу добро дефиниравте и навистина не гледам причина да, не сум ни гледал причина да држам одредена политичка позиција само колку да личи дека некои процеси се тераат. Напротив, сметам дека прво сум морал да ја поднесам јас одговорноста, второ не сум имал поддршка за политичкиот правец кој што сум сметал дека треба да биде, тоа е една самостојна центристичка политика. И врз основа на тоа сум рекол, дечки, ако вашиот правец е поисправен, продолжете си. Па вие не сте биле за политика. Па вие не сте биле за политичар. Вие сте понели одговорност. Кога политичар у Македонија понел одговорност? Ама вие сте промашиле професијата, вие сте требали или Далај Лама да бидете тамо, некој будистички свештеник. Така и со рацете седите и се однесувате како Далај Лама. Меѓутоа политичар у Македонија не понесува одговорност. Он може тендери да дели, може да вози мерцедеси, плавуши, секретарки, да има, но одговорност никој нема понесено во изминатите 30 години. Благодарам за комплиментот и ако е тоа причината да бидам неуспешен политичар, во ред, тогаш ја прифаќам со задоволство. Па не беше како комплимент. Едноставно не беше како комплимент кажано, меѓутоа ако веќе го сваќате како комплимент. Па да, понесувањето одговорност во политиката каква што е и каква што доаѓа во Македонија, тоа ќе биде политика. Ова другото е тендераштво. Мислите дека такво време доаѓа? Да. Дека во Македонија доаѓа некое ново време каде што ќе функционира честност, принципиелност, понесување на одговорност? Да. Да. Сигурен сте? Да.
Ја мислам дека треба да се иселат сите 1,7, 1,8 милиони македонци, да дојдат некои други, за да може тоа да се спроведе, бидејќи вие може да имате најдобри идеи, ако имате таква субстанција како што имате субстанција во Република Македонија, од електоратот, гласачи, политички партии така натаму, треба многу време да помине многу вода низ Вардар за тоа да се случи. Во принцип, ако немате долгови кон, така да ја наречам, олигархиско-тендерашката политика во Македонија, може би ќе поминете на прва потешко, како што е случајот со мене, но мислам дека потоа ви се отвара многу повеќе, не мислам, сигурно е да се отварат многу повеќе потенцијали во кои навистина може да спроведувате политика. 700.000 луѓе излега од Македонија 8 години наназад и заминаа од тука и не верувам дека ќе се вратат дури ни после пензија. Работата е дека тие луѓе можеле да останат доколку имале можност да ги избираат оние кои што ќе понесуваат одговорност за, ајде така да кажем, за своите политички неуспеси. Македонија 30 години политички неуспех не на странците, тука е политички неуспех на политичките елити. Знаете, Величковски, може би сте управа. Меѓутоа, понекогаш мислам дека прво премногу очекуваме од Македонија, премногу очекуваме од луѓето кои се во Македонија, премногу очекуваме од политичките елити кои се во Македонија, бидејќи оваа држава беше форматирана за да не биде држава. Бидејќи ако беше форматирана за да биде држава, така ќе станеше држава и пред бугарите, и пред србите, и пред албанците, пред сите други на Балканот. Или ние се гордееме со библиското име Македонија, но ние сега гледаме дека ние немаме субстанца да го направиме тој процес. Да направиме нешто, да спроведеме одредени процеси. Или плачиме 50 или 60 години, ги читате сите тие ламентирања на социјални мрежи, како никогаш во историјата ние не сме имале спонзор, некоја голема сила која ќе не поддржи. Еве русите ги поддржале србите и бугарите, нас никогаш не поддржале. Британците ги поддржале грците, нас никогаш не поддржале. Французите ги поддржале србите, нас никогаш не. И одеднаш имаме одреден спонзор и викаме не, ние не сакаме да не поддржи тој спонзор. Бидејќи тој спонзор е поддржи албанците. Македонија имала спонзор и ќе ве потсетам дека во периодот на почетокот на 20 век, како што разбирањето за националното определување на албанците е поддржано од Америка, истото се однесува и на македонците. Стојан Христов, ако го читате Стојан Христов, кој е цела во Егејска Македонија блиску до моето село од кај што потекнувам, и неко МПО, што е многу интересно, тој е еден крак на во наводници на ВМРО кој е прозападно проамерикански ориентиран, во најголем дел се регрутирани луѓе кои се од Егејска Македонија. И мислам дека беше историски оправдано тоа име ВМРО да биде ставено во историјата, бидејќи тоа припаѓа на сите, не припаѓа само на 200, 300, 400 илјади луѓе кои гласат за ВМРО да помине. Мислам дека тоа е една од клучните работи што беше направена во Република Македонија. Втората проблем што е направен дека партиите се формираат на национална основи. Ние имаме или победник со победник кој експлодираше 2008 година и тоа се двете клучни работи кои мислам дека ни прават проблеми изминатите 30 на 32 години. Може и малку да го продлабочиме. Тука имате една од основните поенти, но може да го продлабочиме. Македонија не се има подготвувана за својата независност. Практично мислам дека можеме слободно да оцениме дека е наизненадена од сопствената независност 1991 година. И дури откако започнува еден сериозен процес на нетрадиционалните политички елити, во тој момент започнува движењето за изгласување на референдумската одлука и неговата екзалтирачка одлука. Но се извинувам. Да, тука веќе морам да ја прекинам. Ви бевте начело на либерална партија. Кога ќе проучите историјата на либерална партија, тога све ова што го говорите вие, всушност беше агенда на либералната партија. Односно на либералната партија како наследник на реформските сили. Реформските сили на Анте Марковиќ. Вие говорите за олигархија, говорите за Југославија, говорите за независност, говорите за референдум, а тоа беше партија која требаше да го спречи тој процес. Дури има шпекулација, едната шпекулација дека Андов бил во Дојран, а втората шпекулација дека неколку дена пред референдумот тој е во Белград. Тоа не го пише во овие колумни во Фокус. Навистина, не знам, јас можам да ви кажам дека разговара со тогашното раководство во Белград и така е форматирано референдумското прашање кој го прават Никола Поповски и Зоран Крстевски, кој пред вас беше детето на Андов. Епа гледате сега, значи јас можам да ви зборувам за оно што била моја политика и таа се однесува на независна Македонија. Ама тие кои се занимаваат, вие се однесувате кога да дојдете на чело на фудбалски клуб и да речете денес фудбал не играме, ќе играме одбојка на песок.
Значи вие сте дошли на чело на партија. Некој играл одбојка на песок пред мене, а јас сум дошол во фудбалски клуб и сум рекол ќе играме фудбал. За реформски сили, кој требаше да биде партија која беше партија на Анте Марковиќ, партија која се залагаше за Југославија. Од таа партија основачи се Гаврило Гаврилски, Мак Петрол. Свето Јаневски беше промовиран као кандидат за премиер после изборите 1994 година. Тука е конфликтот на Бранко Царенковски на Стојан Андонич, значи целата олигархија, Савка Димитрова, Витаминка, Симе и така натаму и така натаму. Сите тие беа во таа партија. А вие велите се борите против олигархијата и грешката е направена дека не сме биле спремни за независност. Па ова партија што ја водите беше главна која требаше да не остане во Југославија, Изетбеговиќ Лигоров платформата и така натаму. Имено тука станува збор за тоа дека целта да се продолжи движењето на олигархиските, така да кажеме, поставености на економијата, финансиите, медиумите, не била моја цел. Јас зборам за период од 2011 натаму. Од кога? Добро, од 2011 година сте председател. Сум бил, да. А кога сте член на таа партија? 95. Во златното време. Значи во златното време Андо во тоа време става генерален директор на Мак Петрол, го носи од Лондон и го става генерален директор. Значи вие во тој временски период Андов се гледа како наследник на Киро Глигоров. Па влегува во кабинетот на Киро Глигоров според кажување на Жан Осман и така натаму. Многу можно според вашите информации. Вие сте биле дел на тој процес. Кога се освестувате? Еве вака да ви кажам, значи станува збор за процес, ако не се лажам, во либералната партија, да, 99-та година сум влегол во раководството. Кога еднаш таа беше се спојуваше со Демократската партија на Петар Гоша. Така што од 99-та значи сум бил во тоа раководство, потоа поднесов оставка кога либералната партија сакаше да остане во коалиција со ВМРО-ДПМН 2008 година. И потоа се вратив во 2011 година, за да на крајот, значи после во вториот мандат ја поднесам оставката за која што зборев. Тоа значи станува збор за различни временски периоди, вие зборувате за различни временски периоди и онаа политика за која што зборувам останувам на тоа. Да, веројатно не сум бил успешен, што сум дал оставка, не сум бил успешен да ги наметнам моите позиции. Знаете, таа партија која поминува низ различни политички процеси, во еден временски период вие сте во коалиција со ВМРО-ДПМН, вие сте дел на раководството на Агенцијата за млади и за спорт. Колега во тоа раководство, во раководните функции, вие сегашниот генерален директор на Македонската радиотелевизија, Маријан Цветковски, кој е автор на процесот на куриризација. Курир како портал, како модел е направен од Маријан Цветковски. Не сум знал, интересно. Да. И тој процес, вие постојано нели не знаете, не сте од овде ко Киро Глигоров на времето, а секогаш интервјуите ќе ги дава во Мариборски вечер или во Словенечко дело и така натаму, ќе праќа политичките пораки. Значи вие сте били дел на тоа раководство на Агенцијата за млади и спорт. Заменик директор на Агенцијата за млади и спорт. 2001 10 години на чело на Македонска радиотелевизија, видите, тамо на чело на Македонска радиотелевизија биле такви бардови ко математиски. Никој не останал повеќе од 10 години, него сега да прашате како изгледа тој човек, направите некој фоторобот како изгледа првиот човек на Македонската радиотелевизија, нема да знаете, меѓутоа тоа е татко и мајка на процесот на куриризација. Подоцна тој дел или проект курир го пренесо или го префала на ВМРО, нас не се случува сега. Значи 2002 сум излегол од Агенцијата за млади и спорт, ми завршил мандатот. Сум бил сменет, така што, не знам се, 2022, еви 2012, ако сакате, сме биле на различни страни со него. Не ви разбирам поентата. Не сам да кажам. Да сум искрено да кажам, да сум сакал да бил дел од таков процес. Со невличко си. Сум бил на таа страна. Поентата е дека ние во еден временски период не ги гледаме процесите. Комуницираме со некои луѓе, пиеме кафе со некои луѓе. Тие луѓе може ни се представуваат во некое друго светло. Ние ги примаме, ги прифаќаме во некоја таква светло, а сите тие луѓе имаат одредена агенда. Јас не верувам во случајности. Најмалку верувам во случајности на македонската политичка сцена. Вие не сте одговарале на ролјата, која може би ви била дадена и системот ви сврлил надвор. Тоа е сигурно точно. Ја као реката што се вели. Да, тоа е сигурно точно. Па и они Матеј Периш го бара 6 месеци нели во Дунав и во Сава, не може да го најдат. Ние ко портали 2000 текста лесна музеја имавме напишано за тоа, на крај дојде реката го исфрли на површината. Така и сите луѓе кои се дел на некој систем
Кога ќе се процени дека не одговарат на ролята што им се дава, системот го отфрла. Си има некој внатрешен имунитет на функционирање. Вие сте веројатно еклатантен пример дека системот функционира на тој начин или на тој принцип. Да, и затоа имам поднесено очигледно тешка цена. Ете, не ме прашавте за прашање, прашавте дали сакам да ви ја завршам или да ви ја продолжам политичката кариера, и тоа нема што да се јас. Ги почитам сите луѓе што доаѓаат во емисијата. Проблематично е третото или четвртото интервју, нас не е првото интервју, имаме фора до трето и четврто интервју, така што ќе разговараме за клучни процеси, бидејќи вие сте еден од ретките со кој може да се разговара за клучни процеси. И не се плашите да ја кажете, гледате, имавте став околу овој надпревар со Бугарија, каде што се исвиркува бугарската химна. Ние имаме потполно право да биме гневни, бесни на Бугарија, на политиката на Бугарија. Мислам дека бугарите па се најголеми жртви на политиката која Бугарија ја води. Не кон Македонија, туку кон самите бугари. Исвиркување на химна не е патриотизам. Тој е примитивизам. И македонската јавност, гледате, се плаши да не биде стигматизирана, нападната, жигосана и така натаму на политичка сцена. Колегата кој вршеше спортски пренос, вршеше политички пренос. И тоа се случува на телевизија, кај што прв човек е таткото на куриризација Маријан Цветковски, кој точно знае дека така ќе се спроведи спортскиот пренос и не при ништо. Се однесува како да не е од тука. А точно знае дека тоа ќе предизвика одредени реперкусии, па реакции на па им дајме алиби на бугарите дека све ова што го дробили изминатите години да се потврди. За жал во тој став кој што го коментирате, ги најавив овие последици. Искрено се знаеше дека и УЕФА веројатно ќе изрече казна за фудбалската федерација. И таму пренесов токму размислување врз основа на што сум го работел во Агенцијата за млади и спорт, која треба да преземе одредени мерки за да се обесхрабри насилството, макар и вербално да е само насилство, секое насилство е насилство. Треба да преземе мерки за да се обесхрабри тоа. Но суштината на прашањето ви ја разбирам. Значи, прво гледате какви се разликите во пристапот меѓу ликовите за кои што зборувате. Прва работа, и втора, да, јас во својата кариера, да ја наречеме политичка, не се плашам да ги кажам работите кои што на јавноста не се допаѓаат во еден момент, а времето потоа може да ги потврди. Лично си, може ли да се биде лидер на партија и да се кажуваат работи кои се непопуларни кај јавноста, да, а подоцна времето нели да ви ги потврди тие да, партии? бидејќи која е сатисфакцијата, знаете, бидејќи на почетокот секогаш гласникот, не само кај нас, во историјата, прво го убиваат гласникот. Тоа го прави секоја јавност, посебна ваква јавност која се држи во некаков инкубатор, дали е тоа руски, дали е рубле, дали е српски, дали не битно. Гласникот прво се убива. Вие сакавте да бидете гласник или лидер на партија? Јас сум до сега, ако гледате така, значи 3 пати политички елиминиран. Но тоа не значи дека лидерство е да се седи по страна и да се бара по лесниот пат. Или да не се прави ништо и да чекате некој да ви даде милостиња, па да бидете на некаква позиција. Лидерството значи да ги кажете предизвиците пред кои се наоѓа народ, држава, нација, како сакате. Да се каже и тоа што не е популарно и тоа што луѓето не сакаат да го чујат во еден момент. Сега ќе кажеме нешто непопуларно. Зависи од процесите се такви или треба да се кажат работи кои се непопуларни. Бидејќи тоа се процесите во моментот во Република Македонија. Ние доаѓаме до одредена точка. Не знам колку се свесни граѓаните, луѓето кои гледаат емисијата, па и дел на политичките елити, ние доаѓаме до одредена точка и после таа точка веќе не можеме да се вратиме назад. Ние всушност со една нога влеговме во еден процес од кој што не можеме да се вратиме назад. И сега упорно некој сака да не турни со двете нози да сме таму, а ние упорно сакаме со таа нога што сме таму да се вратиме назад. И тоа е во два дела ќе ви одговорам на прашањето. Прво за таа публика за која што зборуваме и на која што и се обраќаме вечерва. Јас сум убеден дека 90% од луѓето ќе мислат дека вечерва ме масакрирате. А јас можам да ви кажам дека јас ви благодарам за прашањето. Во што е разликата? Ние имаме веќе потреба да ги зборуваме работите јавно и јасно. И јас оно што го знам ви го кажувам дека го знам, како го знам, оно што не го знам ви велам извинете, не го знам. Тоа е прва работа и тоа значи се отвара еден нов тип на диалог меѓу општеството, слободно можеме да кажеме. Јавност не сакам да го користам терминот, бидејќи тој е инструмент на политичката реч. Истото што го поставувавте како прашање за мене, може да го поставите како прашање за вас.
Вие сте биле од меинстрим медиуми, на крај сте дошли до ваша продукција, до ваше студио, затоа што едноставно системот веројатно и против вас бил завртен и сакал да ви изфрли на страна од информативните текови. Да не почнам да се жалам. Епа, Ако почнам да се жалам, ќе биде коня српски гусларски песни, ќе треба тука да гусламе, марамчиња полома да ни дава, да плачиме, да се жалиме. Да, системот во отврла така. Сега, македонците треба да, пред сега ќе зборувам за македонците, треба да разберат дали сакаат да останат и натаму во затворен систем, кој што овдека всушност прави еден вид на гранична караула на така наречениот српски свет, или сакаат да имаат собствена држава. Величковски. И покрај сите наши напори, ова ќе биде држава. И е држава. Видите, Величко, ќе дојме до тоа. Нека да страдина на интервју. Проценката е што вие сакате, да бидете дел на системот или да бидете дел на процесите. Не секогаш системот може да ги води процесите. Во Македонија во моментот има грчевита битка системот да ги контролира процесите. Те се толку покрупни, толку побрзи. Процесите го декомпонираат системот. Го декомпонираат системот. Точно. Проценката која пред 3 години или 4 сум ме направил, дали сакам да бидам во наводници дел на системот или дел на процесите. Одбрав да бидам дел на процесите, бидејќи системот не може... Ке има тешкоти на тој пат, ке ви прават најразлични сопки, ке бидете на YouTube, ке ви праќаат луѓе да ве прашат, абе добро, од сите телевизиите избрка и така натаму, која да сум крадал во телевизиите, а не да сум бил најгледан или најуспешен, па сум елиминиран бидејќи сум бил најгледан и најуспешен на тие телевизии, но процесите не можете да ги исконтролирате. Точно така и во делот на квалификациите. Речеме, кога зборуваме за квалификации, најчеста квалификација, ти водиш Python партија. Океј, Python партија може да биде, но не е приколка. Што значи, ние имаме сега еден куп приколки, кои што се закачени на системот, дури и големите политички партии, ако сакате и ВМРО, и ДПМН, и СДСМ, и ДУИ, тие се составен дел на системот, односно приколки на системот. Со декомпонирањето на тој систем, кој што се случува заради тоа што Македонија е во НАТО, ама и НАТО е во Македонија. Македонија колку и да се труди да избега од Европска унија, не може да избега бидејќи цел Западен Балкан ќе биде исто така во Европската унија. Со сето ова за што зборуваме, се менува системот бидејќи едноставно тој не е наш. Тој е веќе наметнат од минати времења и не може да издржи сега. И Булен Теџевиц, се извинувам, беше Python партија. Имаше една епизода како премиер на Турција кој беше кипарската криза. Па беше маргинална политичка партија. 20 и кусур години, за да се маргинална, се враќа со Танчо Чинлер, кризата и така натаму, Месут Илмас и сето тоа. Па и Ципрас беше на мала Python партија, па се враќа на процесите. Па и сегашната италијанска премиерка во еден друг праве себе да речеме, беше единствена која не влезе во широката влада или не даде поддршка на широката влада на Матео Ренци и победува убедливо на изборите. И сите тие луѓе од една или друга причина верувале во своите принципи, верувале во своите стојалишта во целата работа. Не нека вие или јас или било кој друг, верувајќи ќе стигнеме на одредени позиции, поентата е дека треба да ги почитувате принципите. Говорите за постсоветски олигархиски модел, која е суштината на се ова што се случува во Европа. Јас би го проширил со планот Андропов. Постојано се говореше за планот Андропов и постојано имаше луѓе кои не верува дека постои план Андропов. Андропов беше поранешен шеф на КГБ, сметат најинтелигентен шеф на КГБ, и кратко време после Брежнев, Черниенко станува прв човек на Руската или Советската комунистичка партија. И неговиот модел е да се изнесе капиталот надвор, што било од Советскиот сојуз, да го смени ликот, да ја смени формата и да се врати подоцна преку други олигарси и текуни. Во дадената ситуација, во изминатите 20 на години особено, тоа е еден активен процес во кој очигледно е дека и се посветувало многу помало внимание на движењето на парите, но забележувате како одеднаш и движењето на парите стана предмет на интерес на пошироката западна заедница, а и во Македонија забележуваме дека имало многу интересни движења на парите. И уште една само, дозволете само тука да направам уште една врска. Никој не сакаше да ја проследи внимателно на изјава на заменик сегашниот актуелниот Шарже дафер во Американската амбасада дека е потребно да се прекинат заднинските политички мрежи во Македонија кои овозможуваат корупцијата. Парафразирам, но таа е суштината на една конференција пред 2-3 дена. Зошто мислиме дека само
поединци кај нас нешто разбираат. Напротив, тоа го разбираат и вашите гледачи, како што го разбирате и вие и јас. Тоа го разбираат многумина во така наречените политички елити и стравот е дека сега практично тие елити се менуваат. Затоа што елита не е оној само кој што има пари, кој што дошол до нив на прашален начин, а се сеќавате колку луѓе одеднаш мистериозно не работи ништо, нови коли, джипови, станови, куќи и така натаму. Тие пари се имаат движени како во Македонија, така и во регионот, така практично водат потекло од распадот на таа советска командна економија, незината поврзаност со Југославија, тогашна, и се тоа што значило Источен блок. И заради тоа денеска се вакви драматични судирите во општеството, но оние кои што биле научени на старата мантра и оние кои што разбираат реалноста, и оние кои што се бореле за оваа реалност. Видите, Величко, се управо сте, гледате, до пред 3 или 4 години и Роман Абрамович на чело на Челси и сите овие руски олигарси, тајкуни, живеа во елитните квартови, не само на Лондон, на Монте Карло, на Париз и така натаму и така натаму. Беше прашање на престиж кој клуб ќе окупат тие, каде ќе инвестират, која е НБА франшиза и така натаму. И кога почнува руско-украинската војна, прва работа што се прави, им го запленуваат имотот на овие тајкуни. Тоа е планот Андропов. Конечно сватија дека 20 години од фрау Меркел се инвестирала во одредена стратегија дека ако Русија има повеќе пари и ако на Русија се овозможи со нафта и со газ да биде присутна на западноевропскиот пазар, тоа ќе направи Русија европска држава, за на крај да се појави човек кој ќе смета дека со тоа што Русија е присутна и било дозволено да биде присутна со нафта и со газ, дека тоа е средство кое е поубиствено од руските мигови или руските кинжали. И тоа е конфликтот кој сега се случува. Не само во Русија и Украина, случува во Европа. Точно, затоа што да не заборавиме дека финансиското влијание во Европа и за време на железната завеса и за сега за време на нова титаниумска завеса која што се јавува, руското или тогашното советско финансиско влијание исто така постоело и се остварувало преку неутралните земји и движењето на парите потоа било користено за финансирање на тогашните комунистички движења кои што се активни и во Италија и во Франција и во други западни земји. Величко се извинувам. Кој ќе ги прашате, вие сте имале можност да ги прашате. Технометал групацијата, која нели сега ни се јавува и со Венецуела, парите од Венецуела. Сите тие има фирми во Виена или има фирми во Лихтенштеин. И преку тие фирми, не велам нивните, сплет на тие фирми, и во Швајцарија. И во Швајцарија се финансирале комунистички процеси движења во Италија, комунистички процеси движења во Франција и така натаму. Значи, точно гледате вие од каде се финансирала партијата на Берлингуер, на Марше, на било кој. И веројатно тие линкови се останати до ден денес. До ден денес во други формати. И заради тоа движењето на европската политичка сцена се вакви активни какви што се и првата работа ја спомнавте италијанската премиерка, не заборави таа да нели следна се очекувана премиерка designated е низината позиција дека Украина треба да смета на Италија, дека нема да биде оставена од страна на Италија. Значи гледа каква диаметрална разлика од очекуваното, кое што беше кажано веднаш во првиот настап. Ама тоа е Сорос модел. Но вие инвестирате во леви и во десни. Кој ќе дојде на власт ќе дојде, но ти имат аџенда, шикате италијаните. Испроведуваат аџенда. Денеска кога зборуваме за инвестирање во ликови, ние доаѓаме до ситуација во која инвестицијата во ликовите е веќе неисплатлива за нивните инвеститори. Тие не се само од поранешните или постсоветските и постјугословенските елити во Македонија, тука има одредена улога и амбасадите, односно, така да кажеме, нивните коњицата, првата борбена линија. Така, нивните селектирани посакувани пријатели за вечеринки, за разговори и слично. И денеска се гледа дека да прашаме на работа. Тука карши вас, кај што вие седите, карши мене. Седеше Трифун Костовски, вие го третирате тоа прашање и објаснуваше како му затвориле банката, како му направиле така натаму. Јас овла само му поставам прашање што е со венецуелските кредити кои се влезени во вашата банка и дали не сваќате дека американците ве пакуваат поради тие кредити од Венецуела, која е на црна листа. И дека преку таа банка со тие повеќе од 100 милиони кредити од Венецуела се прават танге, франге операции. Подоцна се јавува Стејт департмент, но тоа е мислам пред 10 дена и говори за некои 500 милиони долари
кои се инвестирани во разни политички партии, меѓу другото и на Балканскиот полуостров. Бидејќи има избори во Босна и Херцеговина, го вадат финансирањето на Додик. Но не од досега најдените. Од досега. Значи, тоа е многу битно. Секоја, значи, формулација. Забележувате дека секогаш внимавам на детали. Прва работа и втора се трудам да не давам поголеми изјави од она што можам да го објаснам или од она што можам да кажам дека го познавам. Но во дадениот случај, токму овие промени кои што се случуваат сега кај нас и оваа паника која што владее, и не владее само во партиите, владее во финансискиот сектор, гледаме зошто, владее во медиумите, бидејќи тие се врзани во трио, владее во невладините организации, ако забележувате, иако веќе за невладени организации подолго време не можеме да зборуваме. Практично се случува еден долготраен процес во периодот не помалку од 4-5 години, во кој што сите работи веќе си доаѓаат на своето место. Се што е фингирано се разголува и пропаѓа. Забележете и уште една работа. Ние зборуваме сега на една година практично од демисионирањето на владата на Заев. Слободно може да се каже дека практично првата етапа или еден прв процес на завршување на еден кадровски, не сакам да биде погрешно сватен, кадровски талог на така наречени вестернистички инвестиции е расчистен. И сега доаѓаме во периодот во кој што зборуваме за конкретна политика во која Македонија и низините политички елити се ценат според тоа како постапуваат во однос на реалното членство во НАТО, а не како само ќе се зборува. Затоа и ова што го зборуваме за финансиските движења. Со тие финансиски движења се спречувани, уништувани, ако сакате, политички, медиумски и слични кариери и се градени лажни кариери. Ева го времето на соочување. Не само со финансиските текови. Прислушкувањето, финалето на процесот на прислушкување ве да имате информации што прави конкуренцијата. Не само политичка, туку и бизнис конкуренција. Дел од банкарите кажа дека биле прислушкувани, меѓутоа не се вклучува подоцна активно во процесот на разобличување на Сашо Мјалков, на разобличување на Никола Гурески, дека биле прислушкувани поради финансиска конкуренција, преземање на бизнисот. Тука вадите суштинска констатација. Вие ги зборувате ликовите, точно е тоа што го зборувате, но има уште една работа. Тоа е реинституционализирањето во Македонија, каде што институциите се враќаат на позиција да бидат поголеми од партиите. Во тој момент партиите, како што ги знаеме, и нивните раководства завршуваат со историската мисија како што си ја замислувале пред 20-30 години. Видите, мислам, Величковски. Само изборот на гувернери следете го. Бранко Цренковски и Петар Гошев не се добри односи. Има многу кандидати за гувернер на Народна банка. Тој е значи избрано или направен изборен само неколку недели по изборот на Бранко Цренковски за председател на државата 2004 година и на изненадување на сите го предлага Петар Гошев, зад кој стои Комерцијална банка и системот и Штерио Наков и така натаму и така натаму. Па гледате ја Бежовска сега што е. Па таа беше дел на кабинетот на Груевски, па подосна дел на кабинетот на Петар Гошев. Се избира без никаква турбуленција или триење во македонската јавност. Претходно Бегов, кој првично ја прави кариерата кај Светлана Антоновска во Државниот завод за статистика, покојна Светлана Антоновска, која беше, ако не се лажам, председател на Југословенската младина или член на председателство на Југословенската младина во време на Бранко Азовски, значи кадар кој е вратен од Белград. И кога ги поврзите тие процеси, а преку Народна банка всушност се контролира целиот спектар на банки, финансиско работење и така натаму, и тоа што работите ви се јасни како бел ден. Јас сакам, не сум голем познавач, да речеме, сакам да поставам едно прашање. Познава сте, ако не сте познач, како би ве викнал сега, јас во емисија се не за деталите зборувам. Сами да денунцирате поканата што ви ја испратено за да гостувате во емисијата. Да, се зборува за пари кои што се однесени во кеш од Македонија, така? Нема Македонија, нема такви работи беа кажани во тие афери. Членка на НАТО, на све. Во тој период кога се случувала аферата се тврди дека се изнесувани пари. За мене прашањето кое што ја доведува во прашање Народната банка е како е можно толкава количина на кеш да биде изнесувана. А да не се примети. Таква количина на кеш не располага ниту една банка во сопствен трезор. Така е. Значи, затоа ви кажам, реинституционализацијата доаѓа. И сега ние кои што сме гласници на тој процес, ние кога ќе треба да искористиме повеќе од лимитот кој ни се дозволува на кредитната картичка, мораме да се јавиме во банка, кај нас не стана одбор за 500 милиони
Ставно брзо 500 евра, за 200, за 300 евра. Мораме да сејме во банка, да ја информираме, да добиеме зелено светло, за да не ни биде блокирана кредитната картичка. Значи, ние како обични смртници, ако некој ќе изведе 10, 15, 50 милиона евра, и во шише, ако керим или ако некој друг ќе ги носи, ќе ги фатат во Унгарија, Пака да... тоа не може банка и систем да не функционира. Секако. Затоа повторно се враќам на едно суштинско прашање што го поставивте некаде во првата третина од интервјуто. Дали имаме ние стратешки партнер? И па гледате, сите овие работи биле можни до моментот додека Македонија не е внесена со голема помош од сите, како и тоа да не личи денеска, токму во колективниот систем на безбедност во НАТО, и како се движиме кон Европската Унија и ќе бидеме таму побрзо од што очекуваме, затоа што работите се движат во таков правец. Кога ги гледате статистиките, гледате дека во Македонија многу злато, многу диаманти се внесуваат, но само треба да погледнете таму. Влез-излез на македонската царина, и са некој вика дека тоа злато во некое масло се внесувало, се враќало во Република Македонија, затоа тоа масло било присутно тука, дали било маслиново масло, некакво друго масло, Орбан масло, како го нарекуват, или можеби други пежоративни некои, но многу диаманти се доаѓаат во Македонија, многу злато. Не ми паднало во око. Да, проверите таму. И стратешките партнери ги имат предупредено тие луѓе. Знаете, тешкото тие луѓе допира до нивниот мозок предупредување. Бидејќи 11 години беа предупредувани на нешто и на крај завршуваат на топол оброк 3 пати на ден и мислат дека се доволно мокни преку разни вилми, милми и така натаму да може да се испазарат пред да дојде финалната пресметка. Не може никој да се спаси од финалната пресметка. Апсолутно задачата која што се презема при вршењето на функции. Таа не е задача некоја мистериозна, не знам, се оди во амбасада или во нешто. Не. Станува збор за задача што ја преземате со јавно кажан збор во кампања. И станува збор за задача што ја преземате со правецот што јавно го кажувате. И сега знаете дека предупредуваме за одредени, ајде како да кажем, моменти кога и оваа влада ќе дојде до прашање, завршувате работа или не завршувате, така е. Ги оспособувате ли институциите или не? Тоа не е завршување работа за некого, за некоја групација и слично. Ние сме земја членка на НАТО. Да. Ние сме ставени на брза лента, без разлика што има пежоративни толкувања на таа моја теза дека ние сме ставени на брза, ние сме ставени на вистина на брза лента. За влез во Европска унија, затоа сме ставени во пакет со Албанија. Да. Бидејќи со Албанија треба да влезе. Гледате што му се прави на Александар Вучич, кај што мора да се определи сега, медениот месец веќе завршува, знаете вие да не сте ни риба, ни девојка, ни вода, ни киселинач. Тоа се процеси кои сега се случуваат. За да не му се случува одворот, секојаш, гледате, Христо Мицкоски, например, кога има турбулентни ситуации, тогаш или масно ткиво оперира, или бара лидерска средба со Димитар Ковачевски, или се појавува на Сител телевизија, или кажува како да се купи електрична енергија. Александар Вучич, кој ќе дојде во таква ситуација, прави одредени дрмолетки во Република Македонија. Ко постената караула на српскиот свет, како што вие нарекувате во Македонија. Александар Вучич е сега донесен до зидот. Тој мора да реагира. Во дадената ситуација, затоа и потенцирам дека Македонија мора да даде придонес, особено во помош, оноliko колку што ќе биде побарано од нас, во возможувањето на конкретната разврска на односите меѓу Приштина и Белград, односно взаимното признавање. И тоа е нешто што Македонија мора да го свати и како сопствен интерес, а не само како интерес на други држави. Сигурно. Со вас можем тоа да го разговарам. Видите, и Отворен Балкан мислам дека е направен за да биде меѓуредој признат, да биде решен проблем помеѓу Белград и помеѓу Приштина. Таа веројатно е замислата, но замислата и повторно зборам меѓу институции и фондации секогаш постои разлика. И Ричард Гаранел, значи кој е специјален представник и оно потпишување или оно понижување на Александар Вучич во Белата куќа или во овалната соба пред Доналд Трамп, веројатно беше во некоја таква функција. И тоа каде Македонија и власта на Заев? Од влада која беше обвинувана дека од Скопје, дека Скопје треба да биде новата Будимпешта. Ако од Будимпешта се рушил Слободан Милошевич пред 3 или 4 години, Александар Вучич и неговите мегафони ја обвинува Македонија и Зоран Заев дека местот каде што се руши Александар Вучич. Како одедна сега Зоран Заев, кој беше црна врана што се вели во Белград, стана нашиот почитуван пријател Зоки.
Па, во изминатиот период добивме две и многу интересни информации од српските медиуми околу средбите на поранешниот секретар на владата со нивниот воен разузнавач, што беше Колувија, и некои чудни врски меѓу Јованици во Србија и на марихуанските движења овде на пазарот во Македонија. Јованици афера Да, за марихуана. Да, добро, мора да појасниме. Тука и Јас се извинувам некои работи бидејќи ги сметам како познати, па продолжувам. Александар Вучич, тука таа афера ја вади и Ана Брнабич или структури на Ана Брнабич кои се исто вклучени во целата таа работа. Значи, внатрешен конфликт е во Белград. Значи, Отворен Балкан како проект ваков како што се тера и како што е замислен, доаѓа во колизија не само со националните интереси на трите држави кои во моментот се со него. Не само што е комплетно неатрактивен за уште трите држави кои што било замислено да бидат во него, туку и во самиот берлински процес. И во еден период можеби доаѓаме до разлики во она што било замислено во Белград и во Вашингтон и во Брисел, каде Белград, Скопје и Тирана влегуваат во еден процес, но потоа се гледа дека всушност и со отварањето на украинската криза и со се времето е скратено и такви игранки во кои што ќе се фемкаме и уште неколку кругови ќе трчаме за на крај да си припаднеме во Европска унија и во НАТО каде што припаѓаме како регион, тоа време е потрошено. Ете, личко си. И затоа Отворен Балкан не може да функционира ако треба да биде само зона за движење на прашална стока, особено акцизна и особено психотропно. Ете, мислам дека сум доволно јасен, нели? Да, доволно јасен. Ние го анализиравме моделот во Бугарија, како е демонтиран еден систем на Бојко Борисов, Даљан Пеевски, Васил Бошков, па доаѓа нивниот човек, тие се обидуваат, нели, како тобош да бидат скарани со Слави Трифонов, но нивни човек доаѓа, нели, на чело на држава, кој ги кочи исто процесите кој што ги кочи. Тој е магнитски проектот или процесот. И не мислиме дека тоа што се случува во Бугарија, дека се случува тамо некаде во Аргентина или во Јужна Америка, дека тоа нема да се случи во Република Македонија. Тоа се случуваше и во Романија. Тоа се случуваше во Романија. Од каде сега е излезен европскиот обвинител. Па го сменија за корупција во Романија, нели? Тоа се случуваше во Република Македонија со специјално јавно обвинителство со Лаверита, со Ларис Гајзер, со купишта пари. Прислушкувањето во аферата Рекет, кај што ние велиме дека бугарското разузнавање не е македонско, реслови на македонското разузнавање учествуваше во снимање на оние средби на Боки Тредичи и Јордан Камчев и целата таа структура. Не само тоа, да тргнеме каде започнуваат сите овде, каде може да најдеме една од основните точки каде што започнува рачистувањето, никако јавност комплетно имаме заборавено. Тоа е еден ТВ. Движењето на парите започнува уште од таму. И второ што треба да се запрашаме, како може да се формира организација која се вика, не знам, Меѓународен сојуз, која што сега гледаме дека била проблематична, а во неа имавте подршки на, да не речем, пола, сигурно влада и повеќе од пола. Министри, сопруги на разузнавачки експерти, на високи структури во АНБ и така натаму, кој е замешан во тој процес. Значи политика, да, одедна се расчисти. За тоа сега кога зборуваме, ние можеме да врескаме колку сакаме, тешко е, непријатно е, се соочуваме како македонци и како нација со болни процеси. Навиките се менуваат, но промената на навиките за подобри стандарди. Значи, пред 2 дена беше 30 септември. Да. 4 години од неуспешниот референдум во Република Македонија. И немаше воопшто реакција. Ни по медиуми, ни во јавност, ни некои протести. Што ќе рече дека сите тие кризи вештачки се прават. Точно. Бидејќи вештачки се прават, тие не траат подолго од моментот кој ќе ја заврша својата употребна вредност. На краток рок. На краток рок. Прават хистерија, прават кризи, го мобилизираат општеството. Зошто? За да се спасат, како велат американците. И за да остане истиот круг на говорници. Истиот круг на луѓе. Да не се смени процесот. Да. Или процесот да се држи под контрола. Точно. Гледајте го сега, еве да речеме, тука можем да го додадам и ова последниве референдуми за кои што се зборува, нели, прво беше ВМРО, ДПМН, сега Левица. И двата референдума во себе имаат истата суштина, а тоа е дека предлозите и овој вториот исто така сосема лесно може да биде одбиен, како да не биде ставен во процедура, бидејќи има фалинка самото прашање. Немам намера да го коментирам сега тоа, процесот ќе покаже. Добро, Величко, се извинувам. Значи имаме 2 референдуми.
Првиот референдум го дава предлог Христијан Мицкоски, ги вади луѓето на скопските улици, се против бугарскиот предлог и одеднаш се дава предлог за референдум кој треба да се произнеси македонската јавност или македонскиот електорат за договорот 2017 година. И Талат Џафери го отфрла тој предлог. Отфрлањето е сосема легално и легитимно. Но оно што е побитно е зошто се инсистира на темата и што од тоа кој треба да излезе како победник. Има две варијанти. Комплетно да се покаже дека намерно се даваат предлози кои што се и против уставни и против законски. И втората, измислете хипотетичка ситуација, да се пушти сега предлогот на Левица. На Пасиев. Да. Значи се одбива предлогот на Мицкоски и се пушта предлогот на Пасиев. Значи затоа не сакам... Ајде да анализираме. Што ќе значи ако сега се прифати предлогот на Пазиев? Значи истото. Значи политиката против никогаш не може да даде резултат. И во овој момент... Ајде свртем на предлогот на Пасиев. Одбиен е предлогот на Мицкоски, прифатен е предлогот на Пасиев. Тоа ќе значи процес на драматично раскупусување, раслојување во ВМРО да помане. Тоа е драматично раслојување. Ама раслојувањето воопшто во опозицијските партии, како и во власта, како што забележуваме, е започнато и незапирливо. Тоа не може да се спречи. Не може и тоа ни со референдум, ни без референдум нема да биде спречено. Прва работа. Втора, зошто би се одело на запирање на процесот? Мислите дека тамо ќе имаме раслојување по прашањето на Македонија во ЕУ и Македонија надвор од ЕУ? Дека вие како дефинирате еден блок околу Христијан Мицкоски, Гордана Силјановска, првиот човек на Ману Коцарев и така натаму, која влечи Македонија кон Москва и кон Русија, еден друг процес кој ќе треба да ја влечи кон Брисел. И тоа се, пазете, тоа се процеси кои што е во ВМРО дефинирано, во СДСМ исто така постои. Па добро, расколот у партијата се случи по таа линија, губењето на локални избори се случи по таа линија, значи од сегашен временски дискурс тие локални... Не значи дека е последно. Па добро, зависи кој како е сватил лекцијата и како ги разбрал пораките. Повторно се враќаме, кој овозможува институциите да се вратат на својата уставна и законска позиција, а кој сака партиите да ги држи над институциите. Мичковски, ние имаме амбасадор во чив мандат е специјално јавно обвинителство затворено во Република Македонија, односно амбасадорка. Значи специјално јавно обвинителство се случи само неколку дена по доаѓањето на Кейт Мири Бърнс на функција во Република Македонија. Тие работи не се простуваат од американската администрација, која инвестирала пари, логистика, време, напор, енергија да биде формирано такво специјално обвинителство. И луѓе мислат дека се доволно големи играчи да може да уништат еден проект за кој застана американската администрација. Тоа не се дозволи, затоа завршена црна листа. Па тоа е добро, дел од поентата ми земавте во прашањето, но ние нешто изгледа треба постојано да си го повторуваме и да се подсетуваме. Дека за прво, значи моментот на независноста на Македонија не е во моментот кога се изгласува само референдумот, туку во моментот кога американските сили во Македонија доаѓаат низ силите на УНПРОФОР, кога се истовараат. И во тој момент ние имаме една сигурност дека безбедносно, нели така да кажеме, сме започнуваме да се заокружуваме. Зошто сметаме дека нашите стратешки пријатели, повторно е третата прилика каде што се гледа дека и тоа како имаме стратешки пријател во Соединетите американски држави. Зошто третата прилика би ни оставиле да ја пропуштиме? Тие не ни го водат процесот. Ние си го водиме процесот оноliko колку што сме подготвени да сватиме дека тој процес ни е потребен. И со целиот пораст на корупцијата, со целото паѓање на државата, со целото иселување на луѓето, ние сваќаме дека всушност овде отидена играта е завршена. Односно, шегата веќе е отидена. Овдека станува драматично. Во тој момент, сите чинители, да ги наречеме, од политички до медиумски до општествени, влегуваат во спасување на државата низ оспособување на институциите, а меѓу нив и правосудството. Забораваме дека за СЈО не станува збор само да речеме за поддршка која била дадена финансиски. Таму застана, ако не се лажем, и Американското здружение на обвинители и судии во поддршка на еден таков процес.
И ако ние замислуваме дека можеме овдека со Боки 13 и слични да упропастуваме процес на владење на правото, кој треба да овозможи да ја расчисти корупцијата во земјата и регионално, и која на крајот ќе не одвлече до точката на, ајде слободно да кажеме, на оваа денешна војна која што Русија води контра Украина и промената на картата на Европа, тогаш ние сериозно сме се излажале, а во изборот на политичките елити, кои што тоа го овозможиле, сериозно сме погрешиле. Величковски, во оној момент кој ние ќе сватиме дека е многу поопасно што е Груевски на црна листа на американците, отколку што се тие 2, 3 или 4 пресуди кои би биле во некој трајање од 20 години, тоа ќе разбереме како функционира системот и како функционираат процесите. Груевски би дал се да биде трнат од црна листа, а веројатно мува нема да го лазе ако остане со 4 или 5 судски пресуди во трајање од 20 години. За жал, морам да се согласам со вас. Проблемот е што ние не разбираме дека ставањето на црната листа на било кој политичар или висок функционер во Македонија покажува колку нашиот систем е еродиран и зашто била користена власта и функцијата. И на кои процеси ние сушност сме помогнале. Знаете го што колку афери имаме ние за кои што не сме зборувале, оние ерменски афери, прашања за кои што ќе се појават во јавноста и ги снемува. Се Величковски. Значи ние имаме еврокомесар. Со безбедносен импакт. Ние имаме еврокомесар за проширување Верхелји кој потекна од партијата на Виктор Орбан. Да, афилијација на партијата. Океј, дел на коалицијата, кој е близок соработник на Виктор Орбан. И тој треба да го турка процесот на проширување на ЕУ со Албанија и со Македонија, а неговата земја прима човек или поранешен премиер на Македонија со обвинување дека македонскиот правосуден систем и македонската правосудна фела не се капацитетни да спроведат фер судење. Или тоа Александар Даштевски му го збедува, да. подоста награден станува прв човек на Државната изборна комисија. Како овој Верхелји ќе го турка процесот на проширување или Македонија да е на брза лента 2030 година Европската унија, ако македонски премиер или поранешен македонски премиер ќе биде во политичка азил во Унгарија. Гледате, тука веќе почнува разврската и расплетот на целата драмолетка во Република Македонија. Па одлична точка е спојувањето на истиот лик кој што ќе го даде сертификатот, така да кажем, на Груевски за тоа дека му е нарушено правото на дека е дискриминиран. И како истиот лик после може да ви заврши како председател на Државна изборна комисија консензуално определен. Со паѓање на фингерпринтите, на гласање, разврска на политичката драмолетка во Македонија на локалните избори. Ние цело време се фокусиравме на Груевски, неговото евакуирање, така да го наречам, во Будимпешта, но не забележуваме уште една работа и повторно ќе потсетам денеска, ние со сушност на една година од падот на првата влада во Македонија по влезот во НАТО. Ако замислуваме дека овие работи ќе се движат онака како што сме посекували и практикувале како до сега, или да ги, како да кажем, да ги охрабраме граѓаните да размислуваат на овој начин. Тоа што било до сега веќе не може да функционира така. Ние се фокусираме на бегството на Груевски, а не се фокусираме како Груевски 10 или 11 години останувал на власт. 5 или 6 години после онаа легендарна средба која неговите мегафони ја раскажува дека тој му рекол на Џо Бајден дека името него менува во Белата куќа или на средбата со Хилари Клинтон кој тогаш државен секретар и со Филип Рикер. Значи некој него го крепел. Ова олигархија. Точно така и кој е дел на Андропов план или постсоветски олигархиски тип или одредена структура која е останата после распадот на СФР Југославија, сега прв пат се случува промена. Промените на СДСМ ВМРО на чело на државата се козметичка. Промените во партиите, а не кој е на власт, бидејќи разликата едно е влада, значи ова не сум го кажал јасно, многу можам да го искористам. Едно е влада, друго е власт. Власта се менува во Македонија. Значи таа постсоветска е завршена. Значи Величковски, ај вака да. Гледаме италијанскиот пример. Кога Италија 1943-44 година се закану дека италијанските комунисти може да освојат власта, Ција го праќа Лаки Лучијано и таму е завршува работата. Завршена е таа работа. Таму паднале 60... Преку неговата помош, се извинувам, ако добро се сеќавам, истоварувањето на Сицилија поминува многу лесно. Многу лесно. А од таму
И таму има 70-80 сменети влади изминатите 70 години, меѓутоа правецот на Италија не се менува, вклучително и сега со сегашната премиерка. Одлично. И Ово со италијанското. Тоа ќе се случува во Република Македонија. Вие Точно. може да паѓате влада, но системот ќе ги следи процесите кои му се Бидејќи даде. ќе има систем. Ќе има систем. Значи тука е целата. Ние сега правиме систем. Вие кога зборувавте за моето политичко минато, не ја кажувате мојата политичка сегашност. Тоа едно движење се вика движење за нова република. При тоа во него не станува збор за тоа Зашто како ќе движење се за нова вика. република? Станува збор за институциите. Републиката е систем на владење. Систем. Зборуваме за нов систем на управување со Викторија државата. Нуланд, која дојде во Македонија некаде 2008 година, него тестираш името Прва Македонска република. Па се јави покојни Чашуле и рече дека не може да биде Прва Македонска република, бидејќи сме имале Крушевска република. Но рече одлично, тоа ќе биде Втора Македонска република по принципот на Петата Француска република. И долго време американците инсистира на State of Macedonia по принципот на држава Израел. Аз сум сигурен дека за 20 или 30 години ние нема да бидеме Република Северна Македонија, да бидеме држава Македонија. Така што ќе можеме да направиме преку државното уредување или дистинкција во однос на географската Македонија. Но да бидеме држава Македонија, мора да имаме систем. Мора да станеме членки на ЕУ, членки на НАТО и да бидеме правилно процесуирани. Че дозволите ли да се направам шега на своја сметка? Слободно, само немојте на моја, на ваша, колку сакате. На моја сметка. Колку сакате на ваша. Има една стара, ако не се лажам, таа како гевгелиска поговорка, ја знам, голем зала касни, голем збор не кажувај. Затоа јас се забележува по мене, се придржувам на поговорката. Но затоа јас ќе кажам, не знам, во делот на името, мислам дека во моментот имаме фактичка ситуација и немаме зашто да зборуваме на крајот на криштата ни тие кои што вика никогаш Северна завршија со тоа. Но ние имаме сега должност кон себе, кон следните генерации да создадеме систем и добра влада. Во францускиот добро управување. Во францускиот предлог ќе се отвара досијата. Да. Но не на отварање на досијата од типот на Никола Груевски. Да. Тоа е стравот сега. Тоа е стравот и тоа е паника. Значи две работи имавме. Едното е да се осуди рускиот геноцид во Буча, или тоа што беше направено. И гледате, сега имате масовно опозицијски партии кои немаат став околу референдумите во Донецк, Донбас, Херсон, Запорожје и така натаму. Точно го упатив барањето за да се изјасни, особено опозицијските партии. Опозицијската или главната опозицијска партија бегаше од изјаснување за геноцид или осудување на Русија за геноцид. Прво бегаше од самата осуда на агресија врз Украина. Па после повуци, потегни, па Европска народна партија, па едно, па друго, едва се одважи. Значи, она што е моја порака, особено членовите на ВМРО ДПМН, не можам да се мешам во нивни внатрешни работи, ниту доволно и можам да ги познавам. Но само ги замолувам. И тука може да користат, верувам, пријателство или соработка со сите добронамерни политички фактори во Македонија. Нека се вратат на западните принципи на нивната партија на која што е основана. Бидејќи Македонија, целиот Западен Балкан, целиот овој регион припаѓа на Запад во Европа и припаѓа во НАТО. Добро, сега се отвара досијата. Тоа е стала болка на вашата партија, Љандов досије и така натаму. Јас обично многу малку верувам во луѓе кои толку гласно викаат или врескаат за досија, бидејќи сваќам дека секој кој нешто гласно промовира или за нешто гласно се залага, всушност сака нешто да скрие. И тоа беше принцип и во Македонија и секаде на просторот на поранешна Југославија или на просторот на источниот лагер, тие што беа најгласни за отварање на досијата, има најголеми досија. И всушност сака да учествува до процеси за да може да ги скријат своите досија. Но ова ќе биде драматично отварање на досијата ако биде спроведено така како што ќе биде спроведено. Не случајно тоа е ставено во бугарскиот предлог, кој е најмалку бугарски предлог. Во целиот и во најголем дел е американски предлог. Значи мислам дека и грешка правиме кога ќе наречеме француски предлог. Пошторот немојте да го гледате. Гледате тој што го праќа писмото. Ајде вака, за поддршка на оваа теза. И формирањето на времената спогодба. Таа следи по првиот нацрт на спогодба помеѓу Македонија, при преговарањето на првата спогодба меѓу Македонија и Грција, уште од раните 90-ти години, каде што се зборува за терминот Нова Македонија. Па потоа е избран да се пристапот на територијална разграниченост. Кој ме понуди на Бранко Цренковски? Нова Македонија, кој тој го одбива.
Со сите, се сеќавате со сите дека примеси предлогот на Нова Македонија, но Бен Совен, основниот предлог со денешниот, значи низ времената спогодба и денешниот преспански договор, тоа е на иста линија. па да не претерам 90% се исти. И тоа Цренковски нема ништо против преспанскиот договор, има многу против бугарскиот договор. Гледате сега Бејќи со бугарскиот ќе се демонтира доаѓаме до системот на владење. Па добро, како да кажам сега, не би било фер само да кажам да. Добро, кажете слово. Знаете како се, нема потреба да спорам нешто што е точно. Но ние цело време зборуваме бугарски, француски предлог и слично. Јас ви давам сега пример. Грција како е решена и дојдена до решение. Исто така користено е француското председателство за во договорите со Бугарија да дојдеме до договор меѓу држави, а не емотивни договори, братимења меѓу народи. Значи, на тој начин државноста на Македонија е уште еднаш потврдена. И идентитетот на Македонија. Величковски се вину. Бугарите прифатија предлог на невидено. Значи, кој тоа не го разбира? Значи, бугарите во парламент гласа за 5 точки. Не само тоа, во нив има и ревизија на нивната основна резолуција од 11 октомври 2000. Со кој е укината нивната основна резолуција која беше камен за сопнување за превод. Ама тоа никој не сака овде да го каже. Никој го кажувате, ве масакрираат, бидејќи не сака да го слушнат. Ама нека ме масакрираат, тоа не е проблем. Тоа е лидерството за кое зборувавме прегиска. Ама ние Јас немам страв од тоа. Величко се, ние имаме ситуација. Во среда имаме прифаќање на француски предлог, а во вторник вечерта на полунационална телевизија излегува шефот на државата и вели нема шанса да се договориме со Бугарија. Значи тоа кажа шефот на државата кој е избрифиран по сите можни основи. При тоа 2 години шефот на државата постојано повтора дека американците немаат интерес да се вклучат во било кој процес на Балканскиот полуостров. И на крај се вклучуваат американците. Или не ги гледате процесите, или сте избрифирани погрешно, или намерно сакате да направите смут и да создадете песимизам во Република Македонија. И затоа, ако забележувате, денеска веќе никој не зборува за предвременни избори, ама сите се острат за редовните избори парламентарни. 2024. Кога ќе бидат и претседателските избори? Во пакет. Во меѓувреме, Стео Пендаровски Ферментацијата е во тек. Е изферментиран. Кажано му е. Ферментацијата е во тек. Само толку можам да оценам. Минатата година се случува прослава на 20 години од рамковниот договор. Се снима дел учесници, дел поранешни премиери, министри, така натаму, излегува Хари Костов и вели нас завршен е веќе рамковниот договор, не треба економски рамковен договор. Тоа е Што велат србите, ничим изазван, Хари Костов вели дека не. Па подоцна на значи тоа е обидот за влегување на таа стара политичко, економско, финансиско, медиумска олигархија во репозиционирање во новите околности. Па излегува 2 месеци постото Бранко Цренковски. Исто на трибина организирана во Ману од најголемиот син на Македонија после Александар Македонски Коцарев, кој ќе поништо и преспански рамковен и француски договор, и го повторува ставот на Хари Костов, па дури го повикува шефот на државата тој да биде вклучен во спроведување на целата постапка и на целата операција, дури дава инструкции како тоа да биде. Дали забележувате дека во сите моменти кога е потребно да се донесе политичка одлука, во Македонија политичките елити инсистирале на експерти или инсистирале на широки влади, па не знам, вакви, такви. И секогаш било целта да се најдат луѓе кои што се меѓу 20 и 35 години, кои немаат економски бекграунд добар, но потоа се излегуваат убаво вака нафатирани. Колку сте вие? На која возраст е? А јас сум малку постар. Ништо не. Значи да не ве промовирам дека може да бидете нешто таа широка влада некој функционер. Па се плашам дека сега доаѓа сепак повеќе време на позрели одошто на надобудни за некои таму поранешни селектори во кога го избират Караманлис на избори и слично. Кога избират Караманлис на избори, има 49 години. И првата вест на светските агенции дека тој е најмлад премиер во грчката историја, со 49 години. Ке нас на 49 години ви дават саат и ве спремат за пензија. И затоа имаме детска градинка, што велеше заедничкиот пријател Никола Младенов, кој владее со државата. И така, дојдовме до тука, до кај што сме. Ај сега вратете се и погледнете сега политичката сцена. Значи, тие ликови кои што можат да остварат напредок само заради тоа што се блиски до раководството, инаку возрастно, искуствено, не можат да бидат на такви функции.
Тие ликови денеска не идуваат на, слободно може да кажеме, ако не подсмев, барем на игнорирање. Кој денеска се интересира кој што кажал во советот на некоја општина и слично, каде што некој млад партиски јуноша вежба реторика и му се додворува на својот партиски лидер? Никој веќе. Македонија, тоа што го читам го пишувате, и тоа е коректна теза, тоа е добра теза, избира помеѓу Дејтонска Македонија, Дејтонски мировен договор со кој е завршена војната во Босна и Херцеговина и рамковна Македонија. При тоа времената спогодба која спомнавте е увертира претходница прво да се реши Македонија со времена спогодба со Грција, да се има под контрола процесот и подоцна се реши војната во Босна и Херцеговина. И Македонија упорно сака да влезе во Дејтонска Македонија или македонските елити, елитите кои што сака да ја одржат својата економско-политичка република Македонска, се трудат Македонија да ја држат во Дејтонска Македонија. Бидејќи само така може да имаат еден дел од државата кој што ќе им биде под контрола и после ќе може да си прават рамковни економски договори согласно потребите. Инвалид држава, англиски пациент. Наместо тоа, рамковна Македонија, па ако сакате вклучително и со Тиранската платформа, ја доби гаранцијата дека на номиналната унитарност како воопшто неспорен факт. Прво и основно. Таа унитарност е запишана во Уставот. Второ, воспоставена е функционалност меѓу институциите, бидејќи ние можеме да зборуваме за различни уредувања. Кој од тие уредувања можеме да го издржиме? Сакате на терен, сакате институционално, сакате финансиски. Па ние вака сме финансиски групирани. И трето, како таква Македонија може да остане употреблива за рускиот свет, преку него за српскиот свет и во перманентен судир со своите соседи, да остане употреблива како извор на проблеми или извор на извоз на проблеми на овој терен. И за Македонија затоа и преиска започнав решавањето на косовското прашање, односно престанокот на влијанието на српскиот свет, како што бил дизајниран пред век и пол, во Косово, значи престанок на влијанието и во Македонија. Тоа е крајот на југословенистичките тези и она што е најперверзно. Тоа е веројатно многу повеќе очекувано во Белград и посакувано одошто во Скопје. Дисkusија. Ние сме постојано плашени дека ќе се албанизираме или ќе се бугаризираме. И тоа трае 70, 80, 100 години. Дори трае повеќе од почетокот на траење на Титова Југославија. И тоа се два клучни процеси кај што ние перманентно се плашиме, се самоништиме и стануваме последна караула на српскиот свет. Ма не само тоа, ово е извор на фрустрација кај македонците за самите нас. Е наметнат во политичкиот речник на политичките партии. Па како може мене некој да ми каже дека некој ќе ме албанизира, бугаризира, србизира, еленизира, што сакате? Ако јас не верувам во сам себе. И втора, уште полошо. Кој е тој политичар што може да предложи на тој начин, зборувајќи за ова, да биде извршена асимилација врз неговиот народ? Па како може тој да очекува гласови? Конфликтот во ВМРО, Даниела Арсовска, Христијан Мицкоски, како го дефинирате? Мислам дека тоа е далеко од конфликт што е само внатре во ВМРО. ДПМН, напротив, мислам дека е конфликт на овие две групации за кои што зборувавме, проевропска и происточна. И тие групации се судираат на низа кадровски решенија, вклучително и фактичката прагматична политика, која што ВМРО ДПМН ја манифестира во собранието. Доаѓаме во ситуација во која денеска имате барање за, да речеме, лидерот на опозицијата, бара ТВ дуел со премиерот. Градоначалникот бара ТВ дуел со лидерот на опозицијата. Аман тебе луѓе секој ден се гледате на приеми на вакво седнете, разговарате, смешно е ова. Знаете која е суштината кога лидерот на опозиција бара телевизиски дуел? Кога е падната кога се почувствува дека е дефакторизиран, кога Мицкоски ќе се почувствува дека е дефакторизиран, тој бара лидерски дуел. И тоа има и уште една работа. Нарушена она комотна релација меѓу Мицковски и Заев со промената на владата. И тоа да не го забораваме. Се уште има комуникација. Реков, нарушена. Велат во околината на Кавадарци. Имав минатата емисија дека некој градоначалник од Централна и Источна Македонија бил на разговори кај Никола Груевски
Реков дека ќе ја прочитам пораката ако ми биде пратена, не ми е пратена пораката, 3 дена молк, кој бил на разговори. Видете, јас мислам дека во и ВМРО мислам дека ДПМН со Груевски не разговара само тој што му збоктесел на Груевски, рекол ама веќе доста. мислам Иако дека- таму мислам дека сите комуницираат. Мислам дека таму веќе дојдено до точка кај што Груевски му станува товар црната листа, што е ставена црната листа, тој веќе е товар на Виктор Орбан и тука веќе почна од плеткувањето во опозицијата. Процесите внатре се започнати. Во СДСМ тоа почна неколку месеци пред локалните избори, се донесе раководство, дадена му е шанса, ако искористи шансата ќе победи на изборите 2024 година, ако не искористи шансата ќе биде Предупредувањето до СДСМ се и низ тековната состојба во ДУИ. И ние можеме да зборуваме што сакаме, но таа состојба во ДУИ е индиректна порака и врз стабилноста на мнозинството, потенцијална порака за стабилноста во мнозинството во собранието, и мислам дека секое несериозно спроведување или неспроведување на задачите за зацврстување на системот и реинституционализацијата ќе има реперкусии по владата. Величковски, фала многу, 1 сат. Или може повеќе од 1 сат разговаравме. Многу среќа, многу успех. И се гледаме некоја следна прилика. Второто интервју ќе го прифате, третото може да биде опасно. Све најдобро. Благодарам. Ова беше емисијата во Центар, 65 до 70 минути интервју со Иван Величковски. Ви реков дека ќе биде супер, дека ќе биде одлично, дека многу работи и многу процеси ќе бидат нацртани, ќе бидат осликани. По 1, по 2, по 3 години вратете се на ова интервју, ќе видите дека сите процеси ви беа кажани, сите процеси ви беа најавени. Така треба да ги гледате анализите од пред 1 или 1,5 година, кога јас работите кои ги кажував, во тој момент ги примавте, ги прифаќавте, ги слушавте, меѓутоа тоа што сега се случува е кажано пред 1 година. И затоа служат овие емисии во Центар. Предварително, или нели ми префрла дека предварително бил некој бугарски бол, предходно ви кажувам работи што ќе се случат и како ќе се случат. И затоа служат емисиите, да биде подготвена јавноста. И луѓето кои гледаат оваа емисија да ја добијат благовремено информации, да имаат точни информации, да знаат што ќе се случи, што треба да прават во наредниот период. Ова беше емисијата во Центар. Интересувам Величковски, ако се допадне емисијата, ново дружење четврток 22 часот. До четврток од 22 часот, пријатно вечер Македонијо. Хаде да си.